На денешниот состанок во општина Штип за промовирање и добро управување и заекнување на ромите на локално ниво беа истакнати целите како ромите можат подобро да се вклучат во интеграцијата на општеството. Секако представникот на Сонце Тетево ги даде главните цели. Денеска сме во општина Штип во однос на една програма Ромактет која што се имплементира во соработка на Европската комисија DigiNear и Советот на Европа во земјите на Западен Балкан и Турција. Во Република Македонија нашата организација е национална контакт точка и се имплементира преку нашата организација и програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје. Со тоа што како главна цел на оваа програма е да промовира добро владење на единиците на локална самоуправа и да ги зајакне капацитетите на ромската заедница. Во Република Македонија истата програма официјално се лансираше претходниот месец, тоест на 19.3. март во Holiday Inn, каде што 12 градоначалници подпиша официјален трипартитен договор помеѓу Советот на Европа, Министерството за труд и социјална политика како национален координатор на програмата и градоначалниците. Локален координатор на оваа проектна активност е Ерол Адемов, а главната цел е да се формираат 4 чекори за демократизација на ромската популација и да се формира тело кое ќе биде одговорно за сите активности што се поврзани со ромското живење. Целта на денешната средба е да се образложи самата програма од страна на организацијата Сонце од Тетово, а јас како фасилитатор ќе објаснам методологијата која што има Советот на Европа со 4 чекори кои што ги има во рамките на оваа методологија. Она што е важно е за овој состанок е да може да се направи и да се формализира едно тело кое што ќе биде од страна на раководителите и ќе може да ова тело понатаму во следните 3 години да овозможи за прашањата кои што ќе бидат поврзани со ромите да се направи приоритизирање и решавање на истите. Чекорите во рамките на оваа методологија е да се формира ваквото тело од страна на општината, од раководителите на оделение и сектор и оние лица кои што можат да помогнат во овој процес и други институции на локално ниво, а она што е важно исто така е да овие проблеми кои што ги има самата заедница заедно со локалната акциона група да можат да ги решаваат потребите и проблемите кои што ги има ромската заедница. Анализите покажуваат дека во општина Штип ромите се соочуваат со проблеми највеќе во инфраструктурата, здравството, образованието и така натаму. Можам да истакнам дека најголемиот дел од проблемите се однесуваат во делот на урбанизамот, тоа е инфраструктурата, во делот на домувањето, исто така се соочуваме со голем број на проблеми во делот на вработувањето, образованието, здравството и така натаму. Промовирањето на добро управување и заекнување на ромите на локално ниво ќе се реализира низ проектни активности, а многу од активностите офаќаат и истражување на терен.